колку што деновите одминува, јас се подстврсто верував во приказната за Сентерлевиот рид. Не може тоа туку така да се измисли цел еден рид, еден огромен рид од каде се раѓа сонцето. Сигурно тој постоеше и качувањето по овој рид можеше да трае 100 векови, целиот живот. Целиот живот и никогаш не ќе знаете до каде сте се искачиле. Проклет да бидам. Тој пат. Тоа дури не го знаеше ни другарот Секуле Метеорот, оној баш што предаваше географија и што не дослушуваше кога ќе го прашавме. Ако нема Господ на небото, тогаш што може да има? Еднаш дури го прашавме за тој рид, за Сентерлевиот. Си плукна во очилата за да ја очисти калта. Отпазува извади некакво старо тефтерче и се задлабочи над неговите пожолтени страници. Не постои сличен рид, рече со искрен глас, длабоко воздивувајќи. Сосема добродушно додаде: се боревме на Ендриевиот рид, некој Ендриев рид, проклет да бидам. Потоа на Кленоечкиот, таму паднаа доста наши другари пред самото ослободување. Тоа го рече со таков глас што мораше да му се верува. Нареди уште 1300 ридишта низ кои минала бригадата, но никако не можеше да си спомни за Сентерлевиот. Постои, се јави гласот на мајка Верда Јаковлеска. Постои, мили мои. Аудиција, избирање на таленти. Проклет да бидам. Циркус, поети, артисти, оперски пеачи, балети, свирачи, кросисти, таленти. Во тоа време, за сите нив кој знае како во мене беше всадено едно многу чудно, болно чувство. Мислев, тоа се несреќни луѓе, болни, неизлечиви. Кутрите нељубени суштества, мислев, браќа на човекот. Се разбира, го знаат тие животот, го сакаат, го љубат животот. Човекот им е во срцето, го знаат тие неговото лично, несреќно лице. Сигурно, кога и тие се несреќни, навредени, згазени луѓе. Били и гладни, сигурно и сврлени од прагот на многу куќи, негостолюбиво дочекани. О Боже, такви тие знаат што да испеат, да ја овековечат болката на човекот, знаат што да му кажат, каде да го упатат. Затоа од секогаш сум ги слушал со отворена уста и таа проклета навика од најраните години уште ме следи. Ќе ми се прикажува човек за најглупава работа, например, како цел тој ден се моткал околу велосипедот на неговиот син. Сигурно му пукнала губата. И јас ќе отворам уста за да го слушам. Тоа не беше причина подоцна најсилно да ги замрзам, да ги наречам разбойници, најголеми лажговци. Сигурно тогаш не знаев дека се тоа особени луѓе, колдати, дека со нив од една страна иде ангелот, а од другата ѓаволот. Сакав да раскажам за тоа, за талентите, за тој несекојдневен настан во животот на домот. Таквите работи се правеа во празничен ден. Проклет да бидам, празничен. Тоа веќе беше вред. Тоа веќе однапред го знаевме. Пред 7 дена. Сигурно за да бидеме подготвени за дочек на музата. Проклет да бидам, муза. Мислевме тоа е некоја Оливера Срезовска, член на испитната комисија. Но знаевме нешто друго, а тоа признавам беше најдоброто во таков ден. Тој ден подобро не нахрануваа, проклет да бидам, не колкаа до гуша. Затоа добро си спомнувам. За појадок добивавме изобилно витаминска зеленчукова чорба, со зелка и доста компир. Проклет да бидам. Го јадеш и го доживуваш, тие раѓаат секакви чувства. Сигурно попусто не ти даваа толку компир. Имаш и репете. Јадеш колку душа ти сака. Го сркаш тоа и си мислиш, денеска се избираат таленти. Боже, што ќе пропее во тебе, каков е твојот талент? Зашто си ти? Погодуваш, велиш едно, велиш друго, па тешко да се решиш, зашто гледаш сите таленти се во тебе. Ги имаш, ти ги дал Господ. Приземаш од компирот и пак размислуваш, си велиш, ајде да бидам поет, тоа е добра работа? Не, ќе ме да терат нешто да цитирам, не знаеш, тоа не е убава работа. Ајде да бидам оперски пеач, сакаш да пробаш, си голтнал цел компир, не излегува гласот, се препотуваш, најпосле се ти се помешува срце малечко, паѓаш во очеј, мислиш, ами ако нема ништо во тебе, најнаш ти паѓа тешко, ти се слошува.
Сето тоа што си го кркал со поголем апетит, отров ти станало. Но на аудиција мораш да излезеш, таков е редот. Мртов, проклет да бидам, мртов. Се поохрабруваш пак, нешто те држи, сепак ти го крепи духот, тие веќе декако ќе ти го одредат талентот. Знаат тие, проклет да бидам, знаат кој колку пари чини. Од тогаш побида 20-30 векови, но јас се за толку живо си спомнувам како тоа да беше вчера изутрина, за појадокот. Во 7 часот, а будни сте цела доќ. Цел век, проклет да бидам. Гледате очите да сите деца полди се со некој темен, страшен огал. Светале испиените лицулциња станале некако чудно неспокојни, многу сериозни, чини шумни, убави, никогаш поличен не бил стројот. Уште првиот ден кога ни соопштија за овој толку чуден, необичен настан во нашиот живот, не фати таа треска. Проклет да бидам, треска. А тоа исто така беше соопштено на најуметнички начин. Воспитувачот предобриот Трифун Трифуновски, поет, одговорен раководител на физкултурната и литературната дружина, со 2 околиски првенства на крос трчања, пролетниот и есенскиот крос, со еден забележителен републички настап, 13-ти, изваден во вестник, награден со диплома и тие нешто што одат со тоа, на највозвишен 100% уметнички начин ни соопшти за денот на аудицијата. Господе, каков глас! Тоа се разбира беше мојот тогашен критериум за уметноста, мислев. Коњите трчаат за да се докажат природно, поетите викаат за да се надвикаат. Реков, каков глас, каков силен глас имаше Трифун Трифуновски. А требаше да се рече како тој, читајки, сите одред не потресе, не столчи. Проклет да бидам. Можевме на место да останеме мртви, покосени. Читаше збор по збор, граната по граната, разни калибри, зависеше од целта. Маршираше од едниот до другиот крај на стројот, за него тоа не представуваше никаков напор. Напротив, леташе, чиниш птица, раширил раце и лета благородниот Трифун Трифуновски. Возбудата, страста со која беше искажано и најбеззначајното зборче, ете, тоа пленуваше, подпалуваше. Пожари, проклет да бидам, пожари. Немаше дете тој час што де се помести од стројот, што барем еднаш под влијание на Трифун Трифуновски не забавна со рака. Туку гледате некој цела рака ќе ви ја вотне в уста, в очи, ќе ви ги извади очите. Не ве забележува дека сте крај него во стројот, ослепел. Воопшто, тоа беше прв пат кога децата толку многу се пуштија, заборавија на редот, на правата линија. Се колнам, прв пат воспитувачите и татенцето ни простуваат еден таков страшен престап. Кое срце можеше да остане бирдо, неразбранувано, кога Трифун Трифуновски ќе ги ококоравеше очите, кога со прст покажувајќи на вас, ќе рече: "О да, о не, зошто не? Те гледам како глист, а може би во тебе артист? О да, о не, зошто не? Може би пак враг, некоја друга чудна дарба, ова, она, другар, брат, четка, бој, нова шарба? О да, о не, зошто не? А може би поет, човек со цвет?" Тука силен аплауз, ура! О да, о не, зошто да не? Може би машинист, весел тракторист, чедо мило? О да, о не, може би пилот, светло крило, може би оперски пејач, орач, сејач? О да, о не, зошто не? Најдобро ударник, количка, крамп, трудбеник прв, дарител на крв. Уште посилен аплауз. Ура, ура! О да, о не! Веднаш ги запаметувате овие значајни стихови, овие стихови што ги оставија најсилен уметнички впечаток. Одиш и си доживуваш, си велиш да го направам ова или не. Па си одговараш: о да, о не! Тоа чудно силно човечиште Трифун Трифуновски се виде не бил само во нозете надарен. Колку во дозете 100 пати повеќе во душата имал, во срцето. Проклет да бидам, толку сето тоа беше необично, страшно. Тие 7 деда како насумни мина, како откорен да не си избеди животот. Заборавивме на зидот, на ужасните утра, на будењето, на часовите по карактеристика, на бедниот живот, на сите понижувања.
проклет да бидам. Богат, душата ти е богата. Тоа беа среќни векови поминати во домот. Немаше дете што да посака овој миг да потрае вечно, за секогаш. Проклет да бидам. Вечно. Ох, каква вода, каква голема вода зашуме во нашиот глув дом. Нашиот несреќен живот, наеднаш беше среќен, друг, цел. Со тој благ, радосен сон легнувавме, со него се будевме. Тогаш беше возможно се. Се колнам, се можеше да се издржи. И најслабото дете доби сила. Со лести да можеше да издржи секаква казда. Проклет да бидам, ништо не болеше. Некоја мртва птица како да оживи во детските гради, се стопи мразот. Тажните детуристи деца одеднаш станаа други, ги кренаа главичките како да си ги повадил. И самата околина чиниш се измени. Домот, дворот, се. Смрдливите постелчиња расцутеа, пустиот двор, црното дрво, пушти цвет. Имаше бел, имаше црвен, имаше син, имаше виолетов, имаше жолт, златест цвет, крвав. Црвените букви со кои беше испишан зидот се престорија во преперутки, големи, чудести нови пеперутки од Антарктик до Летани. Златни пчели почнаа да дзунат во воздухот, сигурно подбамени од мирисот на најубавите цвеќа. Лакомо собираа сладок прав. Во воздухот најубави, најшарени балони летаа, се случуваа најневозможни нешта, златни рибчиња ви запливале пред очи. О, Боже! Што можеше тоа друго да биде освен слободата, освен сонот, разбрадетата детска фантазија? Повторно ја слушав големата вода, стоев дај високата карпа. Повторно се јави оној непознат глас, таа жена, мајка. Проклет да бидам, мајка. Се што ќе посакавме во тие мигови беше наше. Проклет да бидам. Толку малку требало човек да се почувствува неизберно среќен, радосен, полн со сладки, занесни соништа. Туку гледаш, некое кутро се одлепило од земјата, летнало, проклет да бидам, се завеало, тргнало некаде далеку, сонува. Погледот му станал како кај тешко болен човек. Слепе, глуфе, ниту гледа, ниту слуша. Кој знае каде му летнал умот? Што ти му се обраќате? Не ве слуша, не ве гледа. Повеќе ништо не го интересира на земјата. Тоа наоколу што се случува за него сега е обична, проста работа. Тоа не му е туѓо, тој не е тука, не барајте го. Ако му речете, каде си тргнал брат, тоа е Дзид? Дзид, ве гледа сожалувачки како да ти вели, несреќник, каков Дзид, јас сум горе во небото, меѓу белите меќи облаци, што ме интересира твојот Дзид? Уби си ја главата кога немаш никаков талент, пријателе, како да ви вели неговиот далечен поглед. И акнува, му распукнува челото како зрело карпувче, потекува црвена водичка. Ништо не го боли тоа, не е неговата глава. Во него некој друг живее. Проклет да бидам. Талентот. Ужасна работа беше ти бил талентот, се колна. Се што правевме, се што работевме, тоа дури и што одевме, нашиот од, чекори, тоа и што јадевме, нашите усти, и тогаш кога спиевме, нашите бладања, сето тоа беше во некоја ѓаволска врска со талентот. Во тие денови не едно од децата туку ќе се штрекне среде ноќ, туку ќе скокне од креветот, зар мислите се видјаваше во каква жалосна состојба се наоѓа? Просто го тера нешто и тој летајќи излегува од спалната. Птица. Проклет да бидам. Имало Господ во тоа темничиште и по тие скапани скали да се помине само со неколку полесни случаи. Чело, нос, око, шината нога. О, тоа морало некој добар ангел тука по цела ноќ да бдеел. Туку гледате, едни се качуваат, други слегуваат. Ни добро утро, ни добра вечер. Секој си е сам. Глуфте. Поети, трактористи, мотористи, оперски пејачи, балерини, свирачи, хористи, артисти, река, туку си тече. Се колнам, тој час и родната мајка не би ги распознала. Како? Како да се распознае сета таа убава, таа како мравка што беше кротка босилка кочоска? О, Господе, главчето и летнало горе. Ако се сопне, ништо не ќе остане од незиното малечко шилесто носе, чпртесто сладко врапчешко носенце. И ножулињата и се такви немирни. Оди ситно, оди на прсти, проклет да бидам. Таа е народна балерина.
Народна балерина Босилка Кочовска с девот да ви застане. Се колнам тој час неа и по вода да ја пуштевте ќе одеше, водата ќе ја држеше. Проклет да бидам би одела. Некој од децата, малечки мангупи, лоши карактеристики, некој без талент, тетенови браќа, ѓаволи за да се пошегуваат, туку ќе се обратат за нешто и ќе ја прашаат: "А другарче Босилче Кочовска, како ви беше името?" Одговорот воопшто не беше важен, зашто таа и не заушила како треба, не отиве чула. Можеше да се поставуваат уште поглупови прашања. Важно беше тоа нејзино поклонување дозем и тоа нејзино врате кое ќе се издолжи и тие нејзини малечки устиња поднапрчени, непознати, нови, кога ќе ви рече со некој потпевен глас: "А молам да благодарам." "Не, ништо, велите, простете." А таа ќе ви одговори: "До гледање, повелете пак." При тоа длабоко ќе се поклони, чудесно магепсно, ќе ве дамлоса. Па да видите сакали или не, вие се позапирате и сега сосема сериозно сами себе се прашувате: "Да, беше или не?" Се испитувате, си ги триете очите. Гледате и со вас не е нешто како треба и вам ви влегла водата. Што се вели, не ви се овците на број. Па на ветрот му велите: "Збогум, до гледање." Некоја сенка ве измамила, ви се присторило, ве врзало нешто страшно. Проклет да бидам. Талентот ти бил голема маѓија, болка. Ете случајот со Тодорче Терзиевски. Сигурно можете и самите да си предпоставите какво уметничко име е Тодор Терзиевски. Едно малечко биолче, еден наситик, еден вечно гладен. Наеднаш беше ти осетил како нешто го дави во грлото. Саноќ го давело, одвај дишал. Му се брало и изутрината за време на појадокот наеднаш му пукна. Изулавено скокна од масата, запеа и се затвори на едно место што не е за спомнување. Оперски пееше, грмеше целиот дом. Во првиот миг малку не штрекна. Се подисплашивме, што е оваа работа, рековме, го оставивме појадокот и летнавме да видиме што се случило. "Што ти е, Терзивче?" Нежно го праша татенцето Аритон Јаковлевски. "Да не ти е нешто лошо, Терзивче?" "Не," рече овој пејќи, "добро ми е, вежбам." "Ами што вежбаш, Терзивче?" "Опери, другар Аритон Јаковлевски." Вежбај, му рече татенцето. Си го избриша челото, па така малку се поуспокоивме. Потоа, тој со сати остана на тоа проклето место, што? Зар не му нешто непријатно му замирисало? Проклет да бидам. Тоа за него беше нешто најсладко, највозвишено. Душата му пееше. Зар човек туку така излудува под изутрина до вечер, цел ден да може храбро да остане на едно такво место? Зар едноставно беше тоа некој мал ќеив? Се колнам. Тука беа чувствата вмешани. Тоа беше некоја страшна, длабока сила. Зашто било тие денови да разговаравте со него, тој не умееше човечки обично да ви одговори. Добро утро ако му речете, тој ќе ви одговори опрски: добро утро. Цел ден потоа само тоа го мормори: добро утро. Можеше да и вечер, полноќ, се едно, за него беше само добро утро. Проклет да бидам. Утро. Сепак, тоа не беше единствената впечатлива промена кај децата. Со душата се менува и надворешниот изглед. Се. Може ли туку така да се дозволи една голема, една славна народна балерина, еден таков артист или поет во долги капучња шени од тенки, излитени ќебенца, лошо скроени, а уште полошо вапсани со листи од костени? Сигурно тоа не смееше да се дозволи. Колку ново, шарено, чудно изгледаше тоа неделно утро. Никој што не знаеше за домот можеше да си помисли панаѓур. Девојченцата од своите селски црвени шамии си направиле големи, шарени пуфти, па гледај со шпенигла си го закитиле која на градите, која во косичката. Проклет да бидам, црвени цветови. Други пак со бело конче се ги сплеле косичките во венче и ги пуштиле до над чело. Ја видјаваш, не веруваш, отитивко, лесно како самовила, како волшебничка. Момчесата исто така се погрижа да изгледаат многу убаво и посвечено. Со часови само едно работеа. Ќе плукнат на дланката и туку гледаш ги тријат дивите перчиња, спитумува и ги чиниш, ги лижала крала. Се едно се огледуваат на мали огледалца.
Потоа со доста нечистите шамивчиња, тоа пред спиење, си ја врзуваа залежената коса и така со некоја голема душевна леснина легнуваа и сонуваа. Проклет да бидам. Тоа беше врв, совршенство. До изутрината беа мајсторството и радоста, а тогаш гледате косата станала како туткал. Ајде сега одлепи, ајде сега да се зачешла, крвави солзи ќе ти протечат. Но во тоа беше моќта на талентот. Кутрото дете почнало се одново, храбро го поднесува и најголемиот бол. Тој ден и татенцето и другарката Оливера Срезовска и Трифун Трифуновски со еден збор сиот дом изгледаше мощно свечено, празнично. Татенцето си го имаше наметнато војничкиот шинел, по овој повод го имаше ставен и орденчето, а Оливера Срезовска и Трифун Трифуновски беа променати во надпреварувачките блузи од крос надпреварите. Тогаш Оливера Срезовска прв и последен пат ја видовме во блузка, слободна, откопчана. Проклет да бидам, откопчана. Другите двајца воспитувачи, другиот Калојановски и Метеорот, служеа како оркестар. Другиот Калојановски беше ти свирал на грнета стар завет, а Метеорот нешто малку знаеше да трга на армоника. Во исто време беа истакнати сите знамења и другите работи што одат со тоа и веќе можеше да се рече дека почнал испитот. Проклет да бидам. Тој час звонарот зачука на камбанчето. Тоа беше во северната соба, во мразарницата. Испитната комисија, татенцето како председател на комисијата, Оливера Срезовска како член и Трифун Трифуновски исто член, на најсвечен начин си ги зазедоа своите места на испитната маса. Тој час во северната соба одекна силен аплауз. Ура, ура, ура! Можете да си ги представите детските лица во тој проклет час. Кандидатот што беше повикан од комисијата излегуваше како да беше целиот посипан со студена вода. Му играа вилиците. Мојот талент е секаков, одговараше кандидатот. Се разбира, сигурно тоа ќе речеше благо. Навивачки другорот Трифун Трифуновски. Се гледа на очи работата, ама сепак вие, мило мое, изберете на дарба, најблиску до вашата душа. Таа што, како пролетно поточе, ви жубори во жиличките, во цветните мали жилички, таа што како благо ветре ви вее пред вашите убави сјајни очички. И ајдете запрете го Трифун Трифуновски, тој сосема се забораваше, се гледаше, него исто таква треска го тресеше како тој да полагаш. Па да, и јас така нешто мислев, вели бездарникот, па утот бесрамно си го става црното прсте на излупеното чело. Таа проклета коса. Ете сега, никако не може да се спомни за колете го, не може да се сети или ако се спомни тоа е нешто што воопшто не го мислел. Тогаш ајде кажи една стихотворба. Ќе го подсетеше другарката Оливера Срезовска. Речи нешто. Па да, 1. мај. Му светнува, но за кратко, брзо згаснува искрата од слама е. Освен тие два збора, со клешти не можете да му извадите други, како магарче се заинатило. Ами знаеш да играш? Ќе прашаше татенцето, знаеш некој танц? Тоа знам, вели брзо. Тоа многу знам, сакам, да, оро. Да видиме тогаш, ќе речеше татенцето и ќе му дадеше знак на Калојан Николовски. Тогаш другорот Колојански ќе дувнеше во грнетата и тие несреќници ќе почнат кој како пијани, излудени, сосема избезумени, црни сенки, страшни, да се веат ваму таму, чиниш некој лош ветар ги носи. Скокаат, фрескаат, пеат, плачат, се потат и препатуваат, се дават во зобилството прав, кренато од нечистото душеме. Се измешале сонцето и правта, пливаат децата во позлатената прав, црни, уморни, премалени. Потоа како покосени паѓаат на нечистото душеме, се дават во правта. Ох, Боже, уште беше поделикатно со кандидатките за балет, проклетство. За нив специјално свој состав имаше направено Метеорот, проклет да биде, балет. Туку гледате ги изфрлиле од себе неубавите груби капутишта, ги слекле тешките војнички кондури, која боса, која по калци, бели домашни, која по свилени чорапи, добиена на крос-контрите како награда, која по гаќички, која во селско шајачно фустанче, која со долги мили раце, бели, слави,
O Bože, nekoje što bila malečka se izvila, zalastarila visoko do neboto, druga se smalila, se svitkala, se podgrbavila. O Gospode Bože. 1, 2, 3, 3, 3, 4, proklet da bidam nemilostivi od meteora. 1, 2, 3, 3, 4, kako strašni crni peperuti letkava obilnata pravna severната soba. Сигреше долго, лудо, ужасно. Sigurno možete da si zamislite jedna takva užasna crna igra na gladni, na besoni, bezmerno izmačeni, nesrećni deca. Проклет да бидам. Мислев дека ќе умрам. Се колнам. Никогаш поголем страф не бев осетил во животот одошто тој ден. Долги години потоа сонував како играм, како скокам среде таа прав во тој пекол. Ќејтен пријателе, како игравме, како се веселевме. Ура!